Наставуваме со свежиот воздух на 91 МГц и продолжуваме со оние разговори кои што ги водиме овде од студиото на Универзитетското радио, разговори со декани, продекани или професори од факултетите при Универзитетот Гоце Делчев. Денеска на гости овде во студиото ни е доцент доктор Бистра Ангелова, ВД декан на Факултетот за медицински науки. Деканке, добре дојдовте во студиото на УГДФМ. Добре најдов, поздрав до сите слушатели. Им посакувам успешна наредна година, успешни уписи на следните години. Така, ние сме овде да зборуваме за Факултетот за медицински науки. Објавен е конкурсот. Според него, колку студенти запишувате и во кои студиски програми? Објавениот конкурс за упис на студенти на Факултетот за медицински науки изгледа по бројки вака. Вкупно околу 600 студенти, викам околу затоа што во ова не се вклучени квотите кои што идат надвор од уписните квоти кои што ги имаме објавено, тоа се специјалните студенти од странство и другите групи кои што се запишуваат по надвор од квотите. На нашиот факултет имаме 9 студиски програми и тоа од нив 3 се академски студии по медицина, стоматологија и фармација. И тоа за медицина имаме 120 студенти, 60 со 60, тоа се, кога викам се однесува на бројката во државна квота и во квота со кофинансирање. По стоматологија имаме 20 со 20 или вкупно 40, по фармација 40 со 40, студиската сега имаме за високата школа, стручните студии всушност, медицински сестри, стручни студии за медицински сестри 25 со 10 или вкупно 35, физиотерапевти 30 со 10, лаборанти 30 со 10, оптометрија и очна оптика 30 со 10, забен техничар стручни студии 30 со 10 и акушерки 30 со 10. Да се исправам, значи не постои веќе висока, мислам тоа стручни студии на Факултетот за медицински науки. Така, кои се оние кои што се најинтересни студиски програми за студентите и што мислите зошто се тие кои што се? Според интересот за упис на студиите, секако дека се најинтересни академските, затоа што голем дел од нив ги пополнуваме уште во првиот уписен рок, што значи дека се многу атрактивни и многу интересни за студирање. Меѓутоа, исто така, стручните студии представуваат голем интерес и предизвик на завршените матуранти веќе, така да имаме во доволен број, во бројот што го распишуваме секогаш, дури имаме некогаш и притисок поголем за запишување, што значи дека интересот е голем за сите стручни студии, а исто така да нагласам дека се повеќе и повеќе се зголемува. Значи дека остваруваме некаков квалитет и дека покажуваме дека можеме да створиме кадри кои што се применети за ова време. Така, како што знам, на вашиот факултет има интерес доста и од странски студенти. Што мислите, зошто е тоа така? Па мислам дека нашите програми дозволуваат мобилност на студентите, затоа што го следиме болонскиот процес, што значи дека студентите можат да покажуваат разни видови на мобилност од една страна и од друга страна сметам дека странските студенти препознаваат во нас институција во која што ќе можат да се стекнат со знаење и со образование кое што можат да го применат во сопствените држави каде што ќе се вратат. Кога спомнавте болонскиот процес, сигурно ги интересира студентите на кој начин се одвива наставата на Факултетот за медицински науки. Може ли да им поедноставиме, да им објасниме на некој начин како се одвива тој процес на настава? Наставата се одвива согласно програмите на факултетот. Имаме студиски програми кои што се објавени на вебсајтот, во кои што се дефинирани предметите. Освен тоа, да нагласам исто така дека сите овие студии спаѓаат во регулирани професии и ги следат Европската директива за тоа. Тоа значи дека оној срж на предмети кои што ги препорачува Европа ги има во сите наши студиски програми. Според тоа, студентите можат да изберат и можат да покажат мобилност, движење на
во разни универзитети во државата. Најинтересни веројатно ќе бидат индивидуално. Секој од матурантите има своја представа што би сакал да биде во животот, што би сакал, со која професија да се занимава и во што да се усовршува понатаму. Ние тоа можеме да им го возможиме. Така, како се одвива на практична настава? Веројатно за факултетот за медицински науки исклучително е значајно праксата, како и за сите факултети, но особено за медицинските науки. На кој начин ја реализирате практичната настава? Исто така, во согласност со програмите, имаме направено програми според кои студентите имаат задолжителна практична настава во облик на вежби кои што се одвиваат во првите години на самиот факултет за институтските предмети, додека во подоцнежните, во другите години кога требаа клинички предмети, се голем дел, најголемиот дел се обавуваат вежбите или практичната настава во институциите со кои што имаме склучено договор за соработка и институциите кои што се наши придружни членки, каде што можат да ги извршуваат таа практична настава. Знам дека голем дел од вашите студенти од некои студиски програми заминуваат често и во странство на некоја практична настава или работа се едно таму. Неодамна ми се чини од дел од физиотерапевти замина на пракса во Германија. Како се одвива овој вид на практична настава таму? И со кои се високообразовни установи има склучено факултетот соработка? На првото прашање, прво да ви одговорам, од два дела е прашањето. Всушност, на првиот дел од прашањето, ние имаме склучено договор со одредени институции од странство, со кои што можеме да вршиме таков вид на настава, на практична настава. Исто така учествуваме од годинава и во програмата Еразмус, со која што имаме таа размена на студенти согласно програмата. И на тој начин се одвиваат овие практични вежби, ова практична настава. Што се однесува до институциите во државата со кои што имаме склучено договор за соработка и каде наши студенти пред се одат да извршуваат практична настава. Зборувам за вежбите во рамките на наставата. Тоа се институциите Филип II, болницата, специјалната болница Филип II, понатаму Ремедика, Институтот за јавно здравје, клиничката болница од Штип и уште многу други ординации и здравствени установи со кои што имаме склучено договор. Од стопанството имаме склучено договор со Алкалоид, со Фитофарм и со други фирми, каде што исто така нашите студенти можат да одат и на нагледна настава и на практични вежби, но исто така и во рамките на студирањето е предвидена и феријална пракса која што се одвива во летниот период каде што се занимаваат исклучиво со практична работа. Така, имате ли повратни информации од овие институции со кои што имате воспоставена соработка, како студентите се снаоѓаат, задоволни ли се и така натаму? Секако. Секако од една страна имаме повратна информација од студентите, од самите студенти преку информирање. Исто така добиваме информации преку практичните испити што овде ги изведуваме за тоа со колку знаење се здобиле таму. Меѓутоа, една од основните работи е тоа што со тие установи здравствени со кои што имаме склучено договори, главно имаме избрано од таму своји соработници, кои што според исполнувањето на условите се асистенти, специјалисти или пак стручњаци реномирани од пракса, кои што исто така им го пренесуваат своето знаење во рамките на вежбите што треба да ги спроведуваат. Исто така имаме од наша страна обезбедено луѓе кои што ги посетуваат тие вежби заедно со студентите и кои што повратно ни даваат информација дали и колку се одвиваат. Така, се прилагодуваат ли студиските и наставните програми според она што го бараат институциите? Имате ли вие од нив информации, например, за какви кадри се повеќе им требаат во нивните организации и слично, па да на некој начин да ги прилагодувате студиските програми и не само тоа какви кадри, но што да се учи, можеби, што е тренд, што е модерно, што е потребно? Секако, меѓутоа, ние добиваме и повратни информации при овие посети и при ова размена на искуства и со институциите од странство со кои што имаме склучено договори. Исто така, да повторам уште еднаш, се држиме до европските директиви што се однесуваат на овие регулирани професии,
меѓутоа ние исто така имаме повратна информација од стопанството што бара. Но морам да ви кажам дека мора да ги усогласиме студиските програми и секогаш се усогласени согласно она што сега се бара од нашите здравствени работници, идни здравствени работници кои што ќе излезат, а тоа е пред се можност да навлезат во новите трендови на здравството, во новите технологии пред се и во новите начини на комуницирање со пациентите и со колегите. Често се случува затоа што ние добиваме информации за тоа што отприлика се случува на факултетите. Често знам дека од вашиот факултет одат на разни конференции презентираат различни научни трудови. Па ме интересира дали студентите се вклучени во дел од истражувањата кои што ги прават професорите. Дали има можеби заеднички истражувања ги вклучувате ли студентите? Секако. Студентите се вклучени во повеќе сегменти. Прво ги едуцираме со курикулумите, во курикулумите на овие факултети, на повеќето постои предметот методи на научно-истражувачка работа со кој што прво се едуцираат на кој начин се прави тоа. Понатаму ги вклучуваме преку проектните задачи што им се даваат во текот на студирањето од секој предмет. Тие се обврзани заедно со професорот и асистентот кои всушност им се ментори на тие проектни задачи. Тоа е исто така еден начин, еден вовед во начинот на научни истражувања, а понатаму во другите научни студии што ги прават професорите, што ја работат научната работа, ги вклучуваат во различни форми. Онолку колку што студентите тука можат да направат, но во секој случај многу е важно за нас како професори, како факултет, да тие добијат импулс, да добијат желба да прават научни истражувања и да се запознаат со што тоа тие можат да придонесат на науката. Исто така, организирано најчесто и од нивниот парламент, од студентскиот парламент зборувам, одат организирано на студентските конгреси под менторство на професори и таму презентираат и собствени обиди за научни трудови. Не можам да речам колку можат да бидат научни трудови, меѓутоа секако дека има одредена тежина, одреден квалитет под менторство на професорот. Така, веројатно она што многу ги интересира студентите и кои го прават тој избор за факултет е каде можат да се вработат. Каде може да се вработат кадрите кои што излегуваат од факултетот за медицински науки? Има ли доволно простор на пазарот на труд во Македонија? Да. Самото тоа што добивме толкави квоти за упис на овие студенти годинава, кажува дека проценката на Министерството за образование дека овие кадри може да го најдат своето место во здравствениот систем на Републиката. Најголем дел од нив ќе работат како здравствени работници, светските статистики го покажуваат тоа и не гледам зошто и тука не би било така, бидејќи припаѓаме на тој европски свет. Меѓутоа, еден дел од нив ќе останат да се занимаваат и со научна работа и јас многу се надевам на тоа, дека ќе има што повеќе заинтересирани да се бават и со научно-истражувачка работа. Еден дел ќе работат и во стопанството, во разните представништва. Некои ќе се занимаваат со промоција на здравството, на здравиот начин на живење, баш преку јавните медиуми, слично на вас, ќе се занимаваат можеби со некое новинарство во здравството, до вклучување во креирање на здравствените политики и други институции. Така, кога ги спомнавте здравствените политики, колку факултетот и вие како професорски кадар учествувате во креирањето на здравствените политики? Во Македонија често се случуваат реформи, промени во здравствените системи, колку факултетот и фелата е консултирана во однос на ова? Па колку сме консултирани, нема да можам да ви кажам, но секако дека даваме свој многу силен допринос со самото тоа што како академска заедница ние и самите реагираме онаму каде што сметаме дека можеме да ја подобриме ситуацијата. Одиме кон тоа да делуваме синергистички со институциите на системот, односно да подпомогнеме да се развиваат здравствените политики во правец во кој што е добар за општеството, пред се за пациентите и нормално за вработените во здравството. Исто така делуваме со своето знаење,
вклучувајќи се многу активно, морам да ви кажам, вклучувајќи се во креирањето на глобалните здравствени политики и стратегии во државата преку своите и научно-истражувачки трудови објавени и преку други форми на делување. Така, ќе позборуваме и за вториот циклус на студии. Колку студенти таму се упишуваат и во кои насоки? Од втор циклус на студии ние всушност имаме акредитирано програми за втор циклус на студии за стручните студии, кои што се едногодишни, и тука имаме насоките интензивно лекување и нега, анестетичар, гинекологија и акушерство, семејна сестра и патронажна нега, превенција на инфективни и неинфективни заболувања, биохемиски лаборатории, микробиолошки лаборатории, санитарно-хемиски лаборатории, рефлексотерапија, акупресура, кинезитерапија. Сега сме во напад за акредитација и на други додатни студиски програми, кои што исто така може да се најдат на веб сајтот. Што се однесува до бројот на запишаните студенти, вкупно на сите имаме околу 60 на студенти. Има ли интерес, задоволни ли сте од таа бројка? Да, има интерес и мислам дека е тоа оптимална бројка која што ние всушност и можеме да ја обслужиме квалитетно со знаења. Така, кога го спомнуваме вториот циклус на студија, веројатно тука станува збор за малку повеќе истражувања и научни трудови. Колку и со што располага факултетот во однос на тие научни истражувања кои што можат да ги прават студентите од вториот циклус, па и професорите? Што се однесува до овој тип на втор циклус, затоа што се работи за стручни студии, не претендираме на некои многу високи научни трудови, затоа што тоа се сепак не се академски студии, се работи за студии кои што се за примена во пракса. Значи, повеќе личат на специјалности, односно потесно специјализирање на одредени гранки, така да се работи на научни истражувања под менторство нормално, но не се тоа од некој висок домен. Секако дека има и исклучоци, има луѓе кои што исто така се занимаваат и тука. Меѓутоа, сакав исто така да кажам една информација да ја дадам и сега овде, а тоа е што за прв пат оваа година распишавме конкурс за специјализации кои што ни се доделени од Министерството за здравство за 2012 година. Добивме 11 специјализации, конкурсот е распишан на 18 април, а трае до 7 јуни. Конкурсот е распишан за следните гранки. Сакам да ги кажам затоа што сакам и да се информираат исто така и потенцијалните заинтересирани. Има интерес до сега, меѓутоа ние го продолживме рокот заради баш недоволната информираност и заради тоа што прв пат добиваме специјализации, па треба малку повеќе да ги промовираме. Значи, добивме акушерство и гинекологија, и тоа 9 државни, 9 приватни, кардиохирургија, 3 државни, 3 приватни, ортопедија, 3 со 3 исто така, урологија, 1 државна, 3 приватни, неврологија, 3 државни, 3 приватни, анестезиологија со интензивно лекување, 3 со 3, инфектологија, 2 со 3, епидемиологија, 3 со 3, спортска медицина 1 со 3, медицинска биохемија 9 со 9 и аптекарска пракса 5 со 6. Да напоменам само дека за првите 9, значи до медицинска биохемија, конкурираат дипломирани лекари, додека за медицинска биохемија конкурираат и дипломирани лекари и дипломирани фармацевти, односно доктори по медицина и магистри по фармација, како се титулите сега, а за аптекарска пракса е само за дипломирани фармацевти. Така. Што очекувате годинава сосема за крај, што очекувате годинава и од специјалистичките студии, од првиот циклус на студии, што би за вас било задоволително годинава? Пред се, за нас е основно постигнатиот квантум на знаење што треба да го имаат студентите. Нашиот ангажман во тоа е сигурно многу голем како професори, како наставен кадар. Уште повеќе заради тоа што сме нови и се уште сме во фаза на доопремување на лабораториските и други капацитети. Меѓутоа тоа
особено со помош она што го немаме, нели, го прават како пракса, како вежби во институциите со кои што имаме подпишано договори за соработка. Сакам да кажам дека ние сакаме со сите сили се трудиме да добијат доволен квантум на знаење пред се студентите, за да можат да се носат со предизвиците на новото време и да можеме да се гордееме со првите дипломирани лекари, фармацевти, стоматолози, а веќе од стручните студии имаме подоста дипломирани и се покажаа на своите работни места како квалитетни кадри. Веќе имаме некаква потврда за тоа што го работиме. Задоволително за нас, значи, за нас е задоволително единствено да ја задоволиме потребата на студентите од знаење, да помогнеме да добијат доволно знаење за да можат и понатаму да се усовршуваат. Затоа што со завршувањето на факултетот по медицина, стоматологија, фармација и на високите стручни школи што ги набројав, не се станува лекар, стоматолог или фармацевт, ами се станува после лиценцирањето, односно после потврдувањето дека тој стручњак може да се занимава со таа професија. И учењето во тие професии трае цел живот. Ќе ни служи на чест како универзитет, доколку успееме да ги научиме како да учат и со што да се служат во текот на своето долгогодишно учење. Така. Декан, ќе ви благодарам многу и ви посакувам среќа во уписите, да го пополните и последното место и се надевам дека и понатаму ќе продолжите со оваа работа. Ви благодарам за приликата што ми ја дадовте да ги изнесам своите мислења и да го промовирам и она што беше ново од факултетот. Ги поздравувам уште еднаш сите слушатели, им благодарам што ме слушаа денеска и им посакувам многу успех на студентите во студиите, а на матурантите во уписите. Така, ви благодарам уште еднаш. Тоа беше разговорот со доцент доктор Бистра Ангелова, ВД декан на Факултетот за медицински науки. Ви останете на оваа фреквенција.